Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате шестиот дел од книгата Елементарно проучување на исламот, напишана од Хазрети Мирза Тахир Ахмад. है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए क़ादियाँ. Исламот советува и групен, заеднички и самостоен намаз. Заедничките намази се обавуваат на зачудувачки добро организиран и осмислен начин. Тука има еден предводник кој ги води верниците во сите такви намази. Тој не е канонизиран свештеник, туку може да биде било кој што луѓето го сметаат за достоен за оваа задача и може да биде избран како имам. На собраните им е наложено сите да застанат зад имамот во совршени редови. Секој клањач стои тесно зад другиот, рамо до рамо, без раздвоеност помеѓу клањачите. Тие потполно го следат имамот во се што прави тој. Кога се наведнува и тие се наведнуваат, кога се исправи и тие се исправуваат, кога тој ја објавува сеждата и тие го прават истото. Не е дозволено имамот било што да се прашува за време на намазот. Сите се свртени во ист правец, без исклучок, со предната страна на кај првата куќа за клањање, која некогаш изградена за добробит на човештвото. Никому не му е дозволено да резервира било какво посебно место за имамот. Во тој поглед, богатите и сиромасите се третираат со потполна еднаквост, и така исто и старите и младите. Кој стигне во џамијата пред другите има право да избира да седне каде што сака. Никој нема право да помести друг од местото што го зазел, освен од безбедносни причини. Во тој случај, тогаш тоа станува управна мерка. Така, исламскиот систем на молитвата е богат не само со духовни упатства, туку исто така и со заеднички организациони упатства. Сите џамии се посетуваат 5 пати дневно, задача која на изглед премногу бара од површниот посматрач. Овој аспект треба да се разработи понатаму, за да може да изградиме поопфатна слика за улогата на групните намази во муслиманскиот начин на живот. Се разбира, во идеалното муслиманско општество, каде што џамиите му се достапни на секој жител, групниот намаз 5 пати дневно станува вообичаен начин на живот на секој муслиман. Намазот во средината на денот, кој обично е предмет на полемики во муслиманските општества, се обавува во текот на пладневната пауза од работа. Така што тоа не е само пауза за ручек, туку таа и незначајно е продолжена да се остави простор за обавување на намазот. Следниот намаз е попладневниот намаз, кој се обавува скоро непосредно по враќањето од вообичаената дневна работа. После тоа не е дозволен никаков намаз до заоѓање на сонцето. Времето помеѓу овие два намази се користи за активности како што се спорт, пазарување, за шетање, за посета на пријателите и роднините и така натаму. Ова е период за одмор во кој намазот е практично забранет, освен тивко спомнување на Бог, што кај некои верници станува постојана одлика. На заоѓање на сонцето, ноќта на верникот почнува со вечерниот намаз, после кој повторно е време за одмор, вечера и така натаму. Ноќта пред повлекувањето на одмор се прави последниот намаз, кој се вика Иша, јација. Не се препорачува после него да се остане буден, во празно оговарање, во бескорисен говор и така натаму. На муслиманите им се препорачува да стекнуваат навика, рано да легнуваат и рано да стануваат. Следното утро, денот почнува во раните часови пред зора. Намазот кој се обавува на крајот на вечерта се вика тахаџуд. Тој не е задолжителен, но е доброволен намаз од голема важност. Зората го најавува времето за утринскиот намаз, кој се вика ал-фаџер. Не се препорачливи доброволни намази помеѓу фаџерот и изгревот на сонцето од очигледни причини. Потоа до зухр, пладневниот намаз, се спомнуваат само 2 доброволни намази, инаку се очекува периодот пред зухур намазот да биде искористен за секојдневни активности. आसमां पर रोज़ो शब क्या अजब मोजिज़ नुमा है
रहनुमाए कादियां। Ако гледаме на институцијата на молитвата во исламот од друг агол, интересно е да се забележи како таа е добро организирана и дисциплинирана. Во одредени групни намази, Куранот се учи на глас, со разбирлив глас, во полупеан тон, кој не одговара баш сосем на концептот на пеење, туку има ритмичен тон, кој е длабоко продорен. Чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем исто така советувал дека во начинот на учењето на Куранот треба да се биде сенка на тагата. Тоа го прави повпечатлив заедно со значењето на ајетите, кои тонат длабоко во тајните скриени во местата на срцето. Во некои намази, особено во двата попладневни, нема гласно учење, тоа му прилега на општото расположение во тој дел на денот. Дури и птиците престануваат да пеат во раното попладне и воопшто атмосферата на тишината ја прекрива вревата од нормалната работа. Утринскиот намаз, намазот после зајди сонцето и намазот што следува откако ќе падне ноќта, вклучуваат периоди каде гласното учење на ајетите е вообичаена пракса. Намазот може да се подели во две категории, како и заедничките и поединечните намази се исто така од висока важност. Во заедничките намази, верниците му оддаваат почит на Бог заеднички и одвоено. Во поединечните намази, ставена е важноста на приватноста и не треба да се настојува таквите намази да се кажуваат на било кој. Слично на тоа, намазот досна во ноќта се обавува во апсолутна приватност. Членовите од исто домаќинство настојуваат своите намази да ги обавуваат одвоено, да најдат свое задлабочување и така заедништвото со Бог да стане приватно во секој поглед. Утврдено е дека институцијата на заедничките намази 5 пати дневно добро делувала, преку 1400 години на заштита и одржувањето на оваа света институција. Џамиите се главни упоришта во одржувањето на оваа племенита институција во животот. Тие исто така служат како образовен центар за млади и стари и низ историјата ја одиграле наистакнатата улога во религиските учења и упатства. Местата за намаз во исламот, било за заеднички или приватен, се чуваат особено чисти. Од секој се очекува да се собуе пред да влезе на вакви места. Иако во секој намаз, оној што клања треба со челото да го допре подот, понекогаш кратко, а понекогаш на подолг период, изненадувачки е тоа што во муслиманското општество никогаш не се појавила кожна зараза пренесена преку челото. Може би, некои ова ќе му го препишат на високиот хигиенски стандард, а некои на Божите благослови, но ова е добро утврден факт. Што се однесува до содржината на еден намаз, постојат два вида. Под еден, формално вообичаено учење на ајетите на Куранот и на други дови, кои всушност поучуваат со јазикот на Куранот, арапскиот. Од сите кои клањаат се очекува да го знаат значењето на она што го учат, инаку ќе се лишат себе си од голема корист која можат да ја извлечат од учењето со значење. Оваа дискусија би се одржала кога би тргнале во деталите на оваа содржина, но читателите кои се заинтересирани за понатамошното проучување можат во секое време да погледнат во соодветната литература. Под 2. Другата категорија им припаѓа на поединечни дови на јазик на кој поединецот е слободен да се моли како сака. Оваа друга категорија е спорна, во смисла што многу школи и ги оспоруваат правата и забрануваат таква пракса и инсистираат само на учење на пропишаните форми, без оглед дали поединецот тоа го разбира или не. Меѓутоа, тие ја ценат потребата за приватните и лични дови, така што предлагаат молитвата, довата, на сопствениот јазик да се учи после завршетокот на формалниот дел, а не во текот на неговото траење. Ние, ахмади муслиманите, ја препорачуваме и практикуваме претходната можност, тоест во текот на намазот, да го молиме Бога на својот собствен јазик. Како што напред опишаното покажавме, институцијата на исламската молитва е мощно развиена, каде што од поединецот се бара да се моли 5 пати дневно и поединечно и заедно со други. Исламскиот намаз така игра важна улога во животот на еден муслиман и во духовното и во моралното воспитание на поединецот.
हमें अहले वफाए कादिया है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए. Трошење на Аллаховиот пат. Сека да се свртиме кон милостината и другите добротворни трошења, што сите религии изгледа исто ги унапредуваат на еден или друг начин. Во некои религии трошењето на Аллаховиот пат воведено е како правило со точно одредени и востановени стапки. Во други, оваа постапка е оставена на слободната волја на поединецот, што се однесува на тоа како и колку да потроши. Повторно, во оваа област, универзалноста на исламските учења станува очигледна кога детално ќе се проучи овој предмет од Куранот, како и од хадисите и од праксата на честниот пратеник на Исламот, салаллаху алейхи веселем. Овој предмет е така широк што ги опфаќа сите можни области на човековиот интерес. Во Исламот не идуваме на пропишани начини на трошење, а и на непропишани со точно установени поединечни области. Но Исламот не останува на тоа. Тој зборува за сите можни барања и нивната меѓусебна важност. Исламот оди понатаму и му наредува на човекот да троши на Аллаховиот пат, имајќи ги во предвид сите должности и забрани спомнати во Куранот. Честниот Куран е мощно јасен во тоа кое трошење на Аллаховиот пат ќе најде наклоност кај него, а кое ќе биде одбиено. Овој предмет е толку широк, како што порано спомнав, што е надвор од дометот на ваква кратка расправа, за да можеме да го опфатиме секој негов аспект. Една работа меѓутоа е сигурна. Карактерот на универзалноста на ова учење станува се поочигледен што одите понатаму во сваќањето на формата и духот на овој важен предмет. Исламот исто така јасно ги одредува областите на трошење на пропишани религиски износи, не оставајќи никакви недвосмислености. Хаџ, друг пример кој ја покажува универзалноста на исламските наредби во поглед на практикување на религијата, е примерот на хаџот, аджилокот. Повторно, институцијата на аджилокот ја наоѓаме во сите религии во светот, но местата за аджилок се расфрлани по различни места, во една или повеќе земји. Не можете да најдете едно централно место, кое сите следбеници на религијата мора да го посетат барем еднаш во својот живот. Изненадувачко е тоа што во Исламот наидуваме токму на такво место во Мека, каде што од муслиманите ширум светот се очекува да се соберат и потрошат околу 10 дена во потполност предадени на спомнувањето на Бога. Аџиите доаѓаат од сите земји, припадници се на сите нации, сите раси и возрасти. Мажи, жени и деца, сите, еднаш во годината се собираат поради необична средба. Понекогаш нивниот број расте и до 1.000.000. Ова величествено покажување на универзалноста не може да се види никаде на друго место во било која друга религија. Така, сите оние прсти кои биле подигнати во разни области на исламското учење, ја истакнуваат истата порака на обединување на човекот на земјата под Божјото единство. Институцијата на хаџот може да се следи наназад дури од времето на Ибрахим алейхи селам, но во Куранот се многу јасни исказите кои тоа го опишуваат како престара институција, започната уште од престари времиња, кога во Мека била изградена првата Божја куќа. Во старите времиња зборот Мека се изговарал како Бака. Затоа, честниот Куран укажува дека првата куќа не била изградена во Мека, туку во Бака. Таа исто така била наречена Бајтул Атиик, или најстарата куќа. Ибрахим алейхи селам ја подигнал од рушевини кои ги пронашол упатен од Бога и за која Бог го одредил повторно да ја изгради со помош на својот син Исмаил алейхи селам. Тоа е истото место каде што тој ја оставил својата жена Хаџера и малиот син Исмаил алейхи селам повторно по Божја наредба. Но работата на Божјата куќа чекала додека Исмаил алейхи селам не пораснал до години, кога ќе може да биде од помош. Така тие двајцата работеле заедно за повторно да ја започнат институцијата на хаџот. ज़ाते बारी अब रज़ाए कादिया.
Денес го завршивме 6-тиот дел од книгата Елементарно проучување на исламот. Еселаму алейкум.